Во рамките на Петровденските празнувања денеска на Вештачкото езеро Градче се одржа маратон во пливање на кој учествуваа пливачи од Кочани и познатиот маратонец од Кавадарци Бошко Илиев. Пливачите во придружба на Кајчиња и Дирекцијата за спасување на Република Македонија како и други рекреативци успешно ја испливаа рутата, за што придонесе одличното време и прекрасниот амбиент на Кочанскиот езерски бисер. Пораката од мене е јасна. Пропагација е афирмација на спортот и пливањето пред се, на маратонското пливање како еден многу здрав спорт. Јас сум специјалист по спортска медицина и со сигурност го кажувам тоа, а и пливач маратонец 22 години. Така да, драго ми е, со задоволство прифатив понудата од град Кочани и локална самоуправа со градоначалникот. Драго ми е, едно убаво прекрасно место, едно убаво прекрасно езеро кој што ги имаме многу такви во Македонија, со една изворедна инфраструктура, еден амбиент релаксирачки, да кажам, така да ова е една плюс порака за посета на ова езеро и на Кочани како една туристичка атракција. Значи, преку спортот, преку пливањето, афирмирањето, пак ќе кажам, на здрав начин на живот и афирмирање и пропагација на нашите природни убавини. Трет пат докторот ни е гостин, ни го збогатува празнувањето на празникот на градот Петровден, содржините кои се пропратен дел со останате културни манифестации, еве и спортот е дел од сето ово случување. Благодарност до неговата упорност, до неговото присуство и порака и до пошироката јавност да стигне до сите. Градче е едно од најубавите места на кое може и да се ужива од аспект на посета на природните убавини, угостителските капацитети, инфраструктурата и во исто време да го афирмираме и спортот и спортските навики кај младите и кај нашето население. Добре дојде, нека е за многу години, почесто да се гледаме вака. Градоначалникот Липче Папазов на маратонецот од Кавадарци му додели благодарници и плакета, при тоа заблагодарувајќи му се што во оваа прилика го увеличи празникот на градот. Домакин на маратонот беше риболовното друштво Кочански рибар, а придонес во организацијата имаше издружението на граѓани срекни луѓе од Кочани.